во 5 години председател на Македонија. Македонија не е преголема, не нашол време и можност ни еднашка да ве посети, што мислам дека е доволна причина да си замине, што мислам дека е доволна причина да имаме масовна излезност, прво на 24 април, а после тоа и на 8 мај, да го испратиме во неславната историја на Македонија и да избереме Гордана Силјановска Давкова за председател, и затоа ја молам на масовна излезност и на подршка. Гледате дека нервозата царува кај него, дека нервозата владее, наместо да одговара за она што го сработил во изминативе 5 години, тој навредува, а не одговара затоа што ништо не сработил, и наместо да одговори на сериозните наоди и обвинувања кои што ги презентира ВМРО-ДПМН пред се во делот на неговата заштита на криминалот и корупцијата во Македонија, тој повторно навредува. Затоа ни треба многу подобар председател на Македонија, кој што ќе се грижи Македонија да биде соодветно представена и дома и надвор, ќе ги штити уставот и законите, територијалната целовитост на Македонија и ќе гледа Македонија да напредува. Таков предлог е професорката Гордана Силјановска Давкова и сум сигурен дека ќе ја поддржите. Ова е избор помеѓу Македонија горда, достоинствена и Македонија каде што секој од нас ќе има пристоен живот. И покрај оваа опција имаме втора опција, а тоа е опцијата која што ја нуди Стево Пендаровски, СДСМ, измеќарите од СДСМ, а тоа е Македонија ограбена, Македонија засрамена, Македонија понижена. Ова не се избори дали некој бил за Европската унија, дали некој бил против Европската унија. Тоа е лагата, тоа е измамата која што сакаат да ви ја сервисираат. Тоа е измамата која што ви ја представуваат. ВМРО-ДПМН е било против Европската унија, а ние, големите европјани од Европа, освен митото кое што најчесто во евра го зимаат од вашите пари преку наместени тендери, друго ништо не знаат. Врска немаат од Европа. А втората варијанта е ова кое што ние го нудиме. Затоа, драги пријатели, сакам да бидете свесни дека овие избори се одлучува за Македонија и против Македонија. Нема овдека ништо друго поразлично. До трета опција овде не постои. Секој од нас може се да каже и да вети. Но разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и сите останати е дека кога ќе дојдеме следниот пат овде и кога ќе се погледнеме во очи, треба да отчетиме пред вас, да поднесеме отчет што сме направиле. Дали некој од вас видел Стево Пендаровски да поднесе отчет пред граѓаните што направил изминативе 5 години? Дали еве овдека кога беше некој го праша: добро Стево, 5 години го јадеш левот од нас, со што ти допринесе да ние повторно те гласаме еве и за 5 години? Каде е твојот отчет, извештај? Дали сте го видели? Јас го немам видено. Јас таков отчет, таков извештај од Стево Пендаровски немам видено. Прво е вознемирен, а второ е исплашен. Вознемирен е затоа што знае дека довербата која што ја има ВМРО-ДПМН, јас, коалицијата Твоја Македонија и идниот председател Гордана Силјановска Давкова е најмалку 3 пати поголема од сите оние кои што го поддржуваат Стево Пендаровски. Затоа е вознемирен. А исплашен е затоа што знае дека после 8 мај ќе има одговорност. Одговорност за сето она што изминативе 6,5 години и го направија на Македонија и на народот на Македонија. Иако, морам да признам, тој изминативе 5 години е нем наблюдувач и коментатор, не направи ништо сериозно со кое што ги спречи некои од процесите да се слушат.